Македонскиот суперлигаш Радовиш ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната, со цел да ја поправи својата форма и да обезбеди опстанок во Суперлигата. Тимот се раздели со неколку играчи, меѓу кои Иванче Ончев, Филип Талески, Роберт Миланов, Виктор Марковиќ, Марко Стојанов и Јован Ѓоргиев. Сепак клубот веќе обезбеди нови засилувања кои ќе го подобрат квалитетот на играта. Либанскиот голман Хусеин Сакар, турскиот левбек Хамза Фалах, египетскиот десенбек Калид Махмуд и кружен напаѓач Томче Трајчевски кој доаѓа од екипата на Прилеп, а не се исклучува можноста за уште едно до две засилувања. Па видите, значи за подигане квалитетот во самата екипа мора да има засилување, тоа е факт, така функционираат сите екипи. Јас можам да кажам дека во екипата на РК Радовиш моментално има 7 играчи кои потекнуваат од Радовиш и кои дел од нив се носители на самата игра, значи овде е капитенот Постолов, овде е десното крило Филип Тријанов, значи пикерот Ристи Атанасов, голманот Александар Ристов. Има деца, Костадин Ѓоргиев. Реално, значи, тоа што е во Радовиш ракометари во клубот. Единствено може да кажам дека овде не е Јован Ѓоргиев, кој на мене ми е жал што не е со нас, меѓутоа поради неговите работни обврски тој не е во можност да биде доволно ангажиран и на тренинзи и на утакмици. Радовиш го заврши првиот дел од сезоната на последното место со само еден бод без победа. Клубот сега влегува во пролетниот дел со нова енергија. За Радовиш најважен приоритет е опстанокот во Суперлигата, а контролните средби ќе помогнат да се темпираат силите пред продолжението на сезоната. Пролетниот дел Радовиш го отвара против Тиквеш во Кавадарци.